Разговараме со Билјана Доновска-Гечева, советник експерт во Народната банка. Добро утро. Добро утро и од мене. Благодарам на поканата. Станува збор за една алатка, можеме така да наречеме, во која што граѓаните ќе имаат можност да си ги споредат надоместоците за платежните услуги. Што станува збор? Може некако народно да објасниме? Оваа година е значајна и за сферата на платежните услуги во нашата земја. Зошто? Од почетокот од 1 јануари започна да се применува нов закон, закон за платежни услуги и платни системи. Овој закон донесе едно збогатување на пазарот на платежните услуги, го збогатува платежниот песач. Целта е повеќе кратна, меѓу другото, поголема заштита на потрошувачите при користењето на платежните услуги, како и поголема транспарентност на овие услуги за потрошувачите, за граѓаните и изголемување на конкуренцијата. Од тука и произлезе улогата на Народна банка, односно можеби и незината задача да ја изработи оваа алатка на својата веб страница, да обезбеди, да овозможи место каде што потрошувачите или граѓаните на еден лесен и едноставен начин ќе пристапат, но и ќе можат да стигнат до податоците и информациите за кои се платежните услуги кои што банките во моментот ги овозможуваат во нашата земја, по кои надоместоци се овозможени тие платежни услуги и сето тоа да им овозможи на граѓаните, односно на потрошувачите на тие платежни услуги, веќе и да донесат одлука која е банката која што најповеќе им одговара на нивните потреби, но секако и на нивниот буџет. Тоа беше и една од задачите за Народната банка која што произлезе како обврска од овој закон за платежни услуги, кој што спомнав, нели започна да се применува оваа година и кој што очекувам дека кој што ние во Народна банка очекуваме нели дека и ќе донесе збогатување на платежните услуги во земјата, но и зголемување на конкуренцијата, а секако и намалување на надоместоците за платежните услуги. Па да, тоа во суштина е од најголема потреба за граѓаните. Да. Сега, што точно се подразбира под најрепрезентативни услуги кои што се поврзани со платежната сметка? За да го олесниме овој пристап на граѓаните кон информациите, а на линија на директивите и регулативите на Европската Унија, кои што се транспонирани, односно пренесени, да се изразам на тој начин, во законот и во подзаконските акти, беше потребата да се утврдат 11 услуги кои што на граѓаните им се овозможуваат при користење на платежната сметка. Добро. Овие 11 услуги се стандардизирани како по термин, така и по опис и банките се должни да ги применуваат во сите своји документи, ќе кажам, во сите своји обраќања кон граѓаните, во секоја своја понуда, во сите извештаи, во сите изводи. 11 услуги се утврдени со подзаконски акт на Народната банка, достапни се на веб страната и кога ќе се користи алатката споредба на надоместоците од страна на граѓаните, токму овие 11 услуги се предмет на споредување. Јас само ќе напоменам неколку, но граѓаните многу лесно може да и пристапат на веб страницата на Народна банка, бидејќи на многу јасен и транспарентен начин сето тоа е прикажано и повеќе да се информираат. Една од основните услуги е самото отварање и одржување на платежната сметка. Популарно до сега беше позната како трансакцијска сметка, веќе користиме нова терминологија, тоа е платежната сметка, но тука се и услугите кои што исто така се познати за граѓаните, како што се плаќањата или кредитниот трансфер, подигањето на готовината. Добро. Еден од најчесто употребуваните. Да, најчесто употребуваните, иако целта на овој закон е да ги избогати услугите и граѓаните се повеќе безготовински да користат нели парични средства за да биде и ова наше општество повеќе дигитализирано во делот на плаќањето. Мислам дека сите повеќето веќе го прифативме тој начин и јас можам да кажем и за себе, чисто со колегите знаме да се пошегуваме дека заборавивме дека треба да извадиме пари да носиме во паричникот, дека се веќе се плаќа со картичка. Некако како дигитализацијата и ова ера како оди напред,
се чини дека онаа повозрасна група на граѓани, вие можете повеќе по податоци да кажете, дека и тие влегоа во начинот на функционирање, користење повеќе на картичка. Така. Народна банка на редовна основа прибира податоци во делот на платежните услуги, користењето, нивната застапеност, па дури и во тој дел во делот на старосната граница, како и нели половата структура, но и географската застапеност на дигиталните услуги во нашата земја. Тие податоци се објавуваат на веб страната и навистина се корисни не само нели за академската, да кажам, нели структура, туку и за граѓаните, бидејќи може да се информираат. И ние во Народната банка сме задоволни од тоа нели како се повеќе бројките одат во корист и на популацијата која што ја спомнавте, дека и тие веќе навистина почнуваат да ги користат. Предизвиците се секако за сите нас тука, но и тие се вклучуваат во дигитализацијата. Тоа е добро да се слушне, затоа што за нив се разбира еден нов начин на функционирање и голем излез од комфорот во кој што се научени да функционираат. И сега колку често банките се должни да ги информираат граѓаните за надоместоците за најрепрезентативните услуги. Ќе се пошегувавме дека често тие треба тоа да го прават, тој му обврска, ама колку го прават? Еве јас дополнително да ве отпрашам, колку го прават тоа? Согласно законот веќе се обврзани да го прават, законот кој што го спомнав и подзаконските акти да го прават во неколку нели предвидени ситуации. Меѓу другото, секогаш кога граѓанинот ќе пристапи за да добие информација дека има потреба од одредена платежна услуга, банките се должни да му го понудат тој сет на услуги, пак нели на стандардизиран начин, со стандардизирана терминологија, па дури верувајте веќе е пропишана и стандардизирана и формата и форматот дури и на буквите кои што треба да се користи во обраќањето. Тоа сакав да го потенцираме, да не биде пишува таму има каде со мали букви да се додадено. Веќе регулативата е јасна, прецизна и ги пропишува нели дури и навидум да кажам неважните елементи на обраќањето на банките кон граѓаните, односно кон потрошувачите, обврзани се секогаш кога има промена во некоја од условите на соодветен начин, повторно пропишан со закон, да ги информираат граѓаните. Значи, транспарентноста, на споменав и на почетокот, една е од основните цели на овој закон и веруваме нели дека ова е еден од начините на кои што банките ќе бидат транспарентни со својата понуда, како нели на услугите, така и на надоместоците за тие услуги. Што е информативен документ за надоместоци? Тоа е убаво да го објасниме. Кои информации ги содржи, што граѓаните треба да побараат? Секогаш кога граѓанинот ќе пристапи кон банката, ќе се обрати, кој што може нели да биде и веќе воспоставено и на еден дигитален начин, банката е обврзана на граѓанинот да му го даде документот, стандардно е наречен информативен документ за надоместоците, и по самиот наслов нели ќе заклучиме дека во него голем дел од податоците се однесуваат на надоместоците. Оние 11 услуги кои што ги споменав, тие задолжително се содржат во тој документ, меѓу кои што најзначајна или најпрепознатлива за граѓаните во моментот нели платежната сметка. Да. Во тој документ кој што е стандардизиран, повторно граѓанинот пред да го склучи договорот со банката, ќе се информира за сите услови во врска со користењето на тие платежни услуги и дополнително ќе се одлучи нели која е таа банка која што најповеќе или најмногу одговара на неговите потреби. Информативните документи за надоместоците банките се обврзани да ги доставуваат и до Народна банка. Алатката која што денеска нели ја спомнавме, токму тоа го обезбедува. Му обезбедува можност на граѓанинот да пристапи до сите информативни документи на едно место. Да не мора, значи одделно или да се обраќа до секоја банка, на секоја веб страница, концентрирано е на едно место. Исто така граѓанинот може покрај нели информацијата која што ќе ја обезбеди преку читање, да кажеме, на тие информативни документи за надоместоците, да одбере преку другиот приказ кој што е достапен на алатката, одредени услуги од тие 11, бидејќи можеби сите 11 не се потребни за нели за неговото секојдневно плаќање. Како кажавме дека на вашата веб страна,
Лесно ли се наоѓа? Лесно е. Како да ја препознаат Лесно е. оваа Алатката веднаш е достапна, доколку нели се оди на веб страната на Народна банка, веќе на воведното мени може да се најде, но исто така постои еден дел на веб страната кој што се однесува на граѓаните и потрошувачите, нели така да достапна и таму алатката. Има кратки објаснувања, има и нели кратки линкови кои што се однесуваат на тоа како да се користи алатката, а спремаме и краток видеозапис кој што најскоро ќе биде и исто така нели дел од веб страната за да може граѓанинот лесно да се информира како да ја користи. Се чини дека граѓаните секогаш, и вие по искуството ќе кажете дека цената, односно услугата, колку чини различен тип, ги споменавме кредитите, ајде прво, ама сите кои што ни се услуги од банките, е начинот на кој што избираме банката. Да. И токму тоа е можноста на оваа алатка да се пристапи до услугите и да се споредат или компарираат надоместоците, за да се одлучи која е банката која што најповеќе одговара за потребите на граѓаните. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека бевме податливи, ама и дека убаво не разбра. Се надевам. Да. Благодарам за гостувањето. Секогаш се разбира, тука сме за соработка, особено кога станува збор за улеснување на граѓаните во некои нови функции, да ги пренесеме доле. Ви благодарам.